Кои се правата на новинарите? Со какви предизвици се соочуваме секојдневно? Една од темите на кои треба да разговарам со председателот на самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници Павле Беловски. Павле, добро утро. Добро утро, ви благодарам. Секојаш е задоволство со новинари за новинарството да разговарам. Да се биде новинар, навистина е предизвик, меѓутоа колку е предизвик да се работи оваа професија во денешно време? Па без малку можам да кажам дека се чувствувам како последниот мухакинец или индијанците на одумирање, на истребување, но сепак како до пред некој период бев уверен дека е разочарувачки, не. Од денеска сум посамоуверен, бидејќи останавме малкумина. Останавме малку медиумски работници, ретки сме и сега навистина е задоволство докрај да го истераме тоа, да ја водиме оваа професија, да партиципираме во неа, да се бориме за подобрување на условите и стандардот. Така што мислам дека го поминавме оној праг на максимално разочарување, бидејќи не нема. Факт е, можеме да заклучиме и преку личните отпечатоци, но и преку мерливите состојби во организацијата, дека се помалку медиумски работници и новинари партиципираат во оваа професија. Така што тие малкумина што останавме, меѓу кои јас и ти и колегите зад камерите, мислам дека треба да ни е чести, да сме горди и да е предизвик да партиципираме во неа. Со какви се проблеми се соочуваат денеска новинарите? Можат ли слободно да известуваат и да истражуваат на терен? Ако да влегуваме во подробности, ќе кажеме дека имаме еден голем број на аномалии. Пред се, нека да биде пластично и малку појасно за граѓаните. Да, слободата не може да се види, но ние најдобро ја чувствуваме кога сакаме да дојдеме до некоја одредена информација. Многу пати сме се обиделе дури она што ни е законско право да го ползуваме, законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, но добиваме банални одговори кои ништо не служат на јавност и не се во корист на јавниот интерес и на вистината. Така што да, ние имаме полно легислатива, но не често се применува онака како што треба да се применува и не ги дава резултатите, односно не ни помага во нашата работа за ние да можеме да сервираме квалитетен производ, односно посериозна издржана критика за потребите на јавниот интерес. Но кога тргнеме легислативата на страна, дали се чувствуваме безбедни, не секој се чувствуваме безбедни, знаеме зошто не се чувствуваме безбедни. Вината е во атмосферата која се создава во општеството, а тоа е дека медиумските работници се може да бидат навредувани, може да бидат понижувани, може кон нив да се користи секојдневно клевета на социјалните мрежи, па дури и во живо да бидат напаѓани и знаеме, тоа е рефлексија на неказнивост. Кога никој не одговара за тоа како некој се однесува кон нас, кон новинарите и медиумските работници во целост, некој друг понатака се зема за слобода нас да не напаѓа. Така што слободата е уште подалеку, уште понатака можеме да ја гледаме од двојно, односно уште од еден аспект, а тоа е економско-социјалната стабилност. Бидејќи ако немаме база, ако немаме темел, ако немаме добро платени новинари, ние не можеме да зборуваме воопшто и за слободни новинари кои треба да го почитуваат етичкиот кодекс и да доаѓаат веќе изградени, образовани, со стекнати вештини претходни и дополнително се навредуваат во оваа професија. Така што еден микс на состојби, меѓутоа ајде ако одиме со оценка од 1 до 5 нека биде 3. Со закани се соочуваат новинарите, можеби повеќе новинарките, меѓутоа и нашите колеги сниматели. Точно така. Јас фокусот би го издвоил, не дека денеска разговарам со моја драга колешка, меѓутоа загрижува една состојба, а тоа се повеќе е изразена на социјалните мрежи, каде што имаме напад, односно брутални навреди кон колешки новинарки и таа тенденција расте. Имаме и омаловажување и напад, за среќа вербални, не прераснале во физички, на колешки новинарки, така што бројот на колешки новинарки нападнати е поголем и тоа е нешто што не загрижува. Меѓутоа пак ќе кажам и овде ќе го потенцирам фокусот на интернет просторот, бидејќи таму неказнивоста е максимална. Кога велам максимална, воопшто нема одговорност и казнивост. Никој не е санкциониран за закани по животот, навреди, клевета и дискриминација, омаложување по сите основи. Бараат ли често новинарите помош од вас како синдикат? За волја на вистината морам да кажам дека
бројот на оние кои се обратиле за правна помош до самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници се поголем. И затоа го зачув одговорот за сега и за понатака. Снимателите се оние, нашите колеги зад камерите, нашите колеги со апаратите, кои почесто се напаѓани, бидејќи напаѓачите го напаѓа тоа што може да го видат. Зашто, како што кажав, нашата професија во моментот кога ја создаваме содржината, не може да дојдат до неја да ја видат, меѓутоа кога гледат како се прави материјалот, односно се снима, полесно е да ги нападнат нашите колеги, бидејќи тие се со опрема и се попрепознатливи во нашата система. Да, меѓутоа имаме многу проблеми кои се однесуваат на кршење на законите и тука правната помош, односно адвокатскиот тим на при ССНМ има полни раце работа. За утре најавувате марш од 10 часот и 30 минути заедно со Сдруженијето на новинари на Македонија, која всушност прославува 77 години од своето постоење. Што очекувате утре? Најмалку нешто што ќе правиме, тоа е прославување, но не можеме да кажеме дека и одиме на протест, едноставно одиме на марш. Зошто велиме марш и одбравме таа формулација? Затоа што ние мораме да потенцираме од време на време дека ние постоиме. Ние ги представуваме сите групи во општеството. Од маргинализирани, па и од оние кои имаат незаситна потреба од нас, а тоа се политичарите, меѓутоа за нас никој не известува. Ние сме зад камерите, ние сме во студијата, ние сме во позадина. Така што од време на време е корисно да излеземе на улица и да ги подсетиме сите чинители, особено одговорните, а тоа е владата, тоа е собранието и партениците кои им носат закони, тоа се судовите, тоа е обвинителството, тоа е МВР, кое за жал сите тие понекогаш забораваат дека ние тоа што го работиме единствена цел и единствена придобивка имаат граѓаните, опште демократското општество или како што ние трајно секогаш се изразуваме, заштита на јавниот интерес. Така што ние утре ќе се обидеме да им потенцираме на сите овие чинители, па и на самите граѓани, бидејќи тие се рефлексија на однесувањето на овие фактори, негативно однесување секако, бидејќи ако тука нема одговорност од едната страна и подобрување на состојбите односот кон нас, тогаш рефлексијата ќе биде граѓаните ќе не малтретираат, тепат, понижуваат и по интернет и по улица каде и да стасат. Затоа сметавме дека има потреба да испорачаме неколку пораки, а тоа е да престанат нападите на новинарите, а воедно и да се казнуваат, ако веќе се случиле, да престане понижувањето на политичарите и надмениот и непотребно некоректен однос кон медиумските работници и едноставно да посочиме дека мораме да се бориме за социјекономскиот статус на секој поединец во нашата професија. Така што тебе не ова нека би биле тие корпус пораки и барања кои ќе ги спорачаме до владата собранието. А и ќе зборуваме за се она што не засега, за да можат граѓаните подобро да се запознаат со нашата работа директно од нас. За крај, порака од искусен новинар до помладите колеги. Дали да ја одберат оваа професија? Тоа навистина ми е тешко кога одговарам на ова прашање, бидејќи не тишти фактот дека ние имаме едноцифрен број на запишани студенти на новинарство на правниот факултет. И многу пати сум бил прашан на што се должи ова и не можам да не одговорам со вистината, а тоа е дека мораме однова да го вратиме достоинството на нашата професија. Мораме да го вратиме достоинството на пишаниот збор, достоинството на убавата слика камерата, значи она по што сме препознатливи. Значи ние сме одговорни и кои партиципираме во оваа професија за да имаме кому нешто да оставиме. Ако ние се однесуваме неодговорно, ќе нема кој да не наследи. Така што ги охрабрувам да се запишат, затоа што јас ги уверувам дека ќе им оставиме квалитетна атмосфера, убав хабитат. Да, убава порака за крај. Павле, благодарам на одвоеното време. Се гледаме утре, се разбира, покана до сите гледачи и до сите наши колеги. Сите се добродојдени, ти благодарам.